Почитувани граѓани, скандалот со братот на градоначалникот Бобан Стефковски, кој дивееше по скопските улици, а потоа беше ослободен од страна на Министерството за внатрешни работи, го потврди она што сите многу добро го знаат. За функционерите на ДПМН и нивните роднини, законите не важат. Министерот Панче Тошковски беше принуден јавно да го признае скандалот, но само откако СДСМ го обелодени случајот. Граѓаните почитувани не се наивни и многу добро знаат да не реагиравме ние, ова скандалозно самоволие ќе останеше скриено од очите на јавноста, а прекршителите недопирливи. Само затоа што се роднини на функционери од ДПМН. Но скандалот почитувани отвара и нови аспекти. Дали лично градоначалникот Стефковски се јавувал на посочениот началник во Министерството за внатрешни работи за да врши притисок и да обезбеди ослободување на својот брат? Дали ќе има кривична одговорност за тоа што казната му е напишана на друго лице? Граѓаните заслужуваат честно, одговорно и транспарентно раководење, а не злоупотреба на службени позиции за заштита на привилегираните функционери, нивните роднини и нивните пријатели. Овој настан, почитувани, ја покажува целосната нефункционалност на правниот систем под водство на ВМРО ДПМН и ја разоткрива нивната двојна политика. Едно правило за обичните граѓани, друго за привилегираните блиски до нив. Затоа сега прашуваме гласно и прашуваме јасно. Кој ќе ја преземе политичката одговорност за овој тежок скандал? Дали Стефковски има доблест да поднесе оставка? Дали министерот Тошковски ќе си замине од функцијата поради очигледната злоупотреба на полицијата во заштита на блиските функционери од ДПМН? Ги повикуваме сите надлежни институции, вклучително јавното обвинителство, веднаш да отворат истрага за постапките на полицијата и за евентуалната вмешаност на Стефковски. СДСМ останува на страна на граѓаните и ќе продолжи безкомпромисно да се бори против сите злоупотреби, без разлика од каде доаѓаат. Граѓаните сакаат правда, граѓаните сакаат институции кои работат за нив, а не за заштита на блиските до врвот на ВМРО ДПМН. Ви благодарам.